Да, според податоците, овој втори изборен круг за председател и изборите за парламент поминуваат во мирна атмосфера, барем во првите неколку сати од изборниот ден. Јас се надам дека така и ќе завршат, како и што личи на држава која е веќе 3,5 децении во демократија. Има информации дека на некои места во некои општини, во некои изборни единици постојат обиди за организиран бојкот, значи за неприфаќање на второто липче за председател. Ако тие информации се точни, јас би сакал да ги осудам од напред, затоа што мислам дека не приличи на една демократија ако се ограничува правото на избор на луѓето кои дошле на гласачко место. Тој што дошол на гласачко место треба спрема собствена волја да реши дали ќе гласа на двата избора или на едниот избор. Меѓутоа, велам, тоа се засега информации кои не се потврдени. Ако се потврдат, тоа не зборува добро за состојбата на македонската демократија. Јас се надевам дека до крајот на денот ќе остане мирно, процесот ќе биде транспарентен и сите учесници на изборниот процес и по завршување на гласањето во 19:00 ќе го дочекаат пребројувањето на резултатите и ќе честитаат на изборните победници. Jeste vi optimistični, izvinite samo Šavo, jeste vi optimistični sad nakon onog rezultata posle prvog kruga? Јас бев секогаш оптимист после резултатите од првиот круг, затоа што знаев дека кандидатите кои отпаднаа, тоа беа околу 330.000 гласови, се повеќе и поблиски до мојот политички концепт кој го застапувам отколку до концептот на против кандидатката. Меѓутоа, овие информации кои ги спомнав, ако се покажа за точни, практично одат кон оштетување на моите потенцијални бирачи, гласачи. Господин Пендаровски, очаквате ли стягане на отношения? Можемо енглески, кратко. Кратко енглески за IP. Да, ама да завршиме со балканските медиуми. Очигледно да вам е велики проблем 40% излазност у другом кругу. Шта урадите туе? Ви сте една од ретких држава која тоа има. Да, но тоа е уставна и законска обврска. Значи, моја проценка е дека ќе има 40%. И тоа не би требало да биде проблем. Ако им се дозволува на сите гласачи слободно да искажат својата бирачка волја. Ако се прави вака, како што слушам дека се прави во некои делови од земјата, тогаш, што не е демократски, меѓутоа, тогаш доаѓа во прашање дали ќе стигнеме до 40%. Но и ако има организирани обструирање на изборниот процес од овој тип, ако има, велам, јас мислам дека сигурно ќе има 40% на крајот на денот. Очаквате ли влошаване на отношенията с държавите, съседните държави, членки на Европейския съюз и най-вече България? Не можам да предвидам, затоа што треба да видиме тие што ќе дојдат на власт од денес, од утре натаму, новиот парламент, новата влада, како ќе се постават кон тоа прашање. Меѓутоа, вие можете многу добро да процените врз основа на ставовите кои сме ги изнесувале во однос на македонско-бугарските релации во изминатите 3, 4, 5 години. И многу добро знаете дека на другата политичка страна од мојата се поригидни националистички ставови во прашање. Све најбоље. Енглески само минут. За око избора? За избора, за Associated Press. Up to now. Can you call it again and maybe we can do another question in English? Okay, I'm trying to respond in English to the other side. Up to now, the election day has been transparent and calm. I suppose that we will continue that way by the end of the electoral day. That means by 7 p.m. There's no other reason to believe that there are going to be some big disturbances because we are for 3.5 decades almost in democracy, and obviously we have learned some democratic lessons in the meantime. If you are asking me about the eventual turnout to 40%, I think that despite all the obstructions which are already in place and visible in some parts of the country, I think that we are going to reach that 40% of threshold and we'll have the credible winner at the end of the day. What is not quite good for the level, for the quality of democracy in my country is that we are hearing that some political forces, some political parties are trying to obstruct the election process by simply preventing people from taking the second ballot. The second one for the presidential elections. If that is the case, if that is confirmed at the end of the day, that will mean that the free will of the people have been suppressed, at least to some extent. Thank you.
Are you speaking of Albanians? Because all the Albanians we talked to today said that they are boycotting the election process because they do not have an Albanian candidate anymore. Do you think that you and Mr. Gordana gave them enough reasons to come and vote today? Absolutely. So if you are citing that kind of reasons, I disagree strongly, because I have been the candidate of some of the Albanian parties in 2019 and I got a lot of votes from ethnic Albanians living in Macedonia. So that's certainly not the reason. My guessing is that some of the Albanian political parties will try to undermine the percent of 40% threshold for a valid president at the end of the day, and not the other way around. So they would like to make at the end of the day, not 40% of the people to say what they think about the presidential candidates. So certainly there is any room for maneuvering and to say that whether both of us or one of us have not given enough of the reasons for ethnic Albanian voters in Macedonia. You know, I have collected a lot of Albanian votes in 2014 in my first bid for the presidential office. I got a lot of the Albanian votes in the first electoral unit in Skopje in 2016 for the then parliamentary elections. I got a lot of the Albanian votes in 2019, almost a quarter of the total number of votes I got on that occasion. So, and I'm active on the Macedonian political scene for a quarter of a century almost, and everybody knows what I am for in the political field. So certainly that's not the reasons they are citing, if really they are citing that type of reasons. Do you have any official reporting that any Albanian party is calling people to boycott the election process, or is only your Not thought? only me, but we do have that kind of info, but until the end of the day and until the relevant organs are not going to confirm that, I cannot speculate. Thank you. Thank you.